Да, благодарам Јована. Се вклучуваме во живо од клиниката за физикална медицина и рехабилитација токму на оваа тема, односно во живо и практично да покажеме кои вежби најмногу се препорачуваат, меѓутоа и за целиот процес на заздравување со главниот физиотерапевт тука при клиника за физикална медицина и рехабилитација, доктор Сања Атанасовска, физиотерапевт. Благодарам за издвоеното време и драго ми е што утрово ќе имаме можност да поразговараме на вака важна тема. Па ќе започнеме со прашањето колку е всушност важно навреме да се дојде кај физиотерапевт и навреме да се започне со вежбите кои што се потребни. Многу е важно навреме да се започне со физикалната терапија, а кога треба да се започне, кажува специјалист физијатар, сепак се работи за една состојба која што не треба да се реагира многу брзо, затоа што глатката мускулатура, односно мускулатурата на лицето, атрофира, односно слабе е многу побавно за разлика од скелетната мускулатура. Кои вежби најчесто ги препорачувате и дали се разликуваат во зависност од видот на парезата? Точно, вежбите кои што ги правиме на нашата клиника изгледаат како што е наместен пациентот во моментот, во седната положба, пред огледало. Зашто секогаш го поставуваме пациентот пред огледало? За да имаме еден позитивен фидбек, да има една правилна шема во мозокот и правилно да го изведува вежбите, да гледа дали ги прави во полн обем и да постигне една убава симетрија на лицето. Во зависност од парезата и во зависност од состојбата на самиот пациент, вежбите ги правиме пасивно, активно подпомогнато и активно. Вежбите кои што започнуваме да ги правиме идат горе од кај челото со намрштување, со подигање на вегите, затварање на окото и како што иде гранката на нервот надолу, се движиме надолу, правиме гестикулација на мрштење, ширење на устата без покажување на заби, силно покажување на заби, изговарање на некои букви, дување на образите и имитирање свирење со свирче. Сите овие вежби, ги правиме на почетокот на рехабилитацијата пасивно, кога пациентот не може да ги изведе самостојно и нема целосно движење, ги правиме со помош на прстите на рацете на физиотерапевтот. Кога ќе се појави некое движење, а кое што не е во полн обем, тогаш преминуваме кон активно подпомогнати вежби. Например, пациентот пробува да се насмее без да ги каже забите, меѓутоа аголот не е доволно раширен како што е од другата страна и помагаме со нашите прсти да се постигне една симетрија на лицето. И при крајот на рехабилитацијата, која ќе научи пациентот и која ќе е во можност да ги прави движењата во полн обем, преминуваме кон активно вежбање и тогаш пациентот ги изведува вежбите сам, меѓутоа цело време под надзор на терапевтот. Терапевтот стои позади или од страна на пациентот и контролира како работи. Колку од овие вежби е важно да се прават и дома, односно освен со вас тука како стручен тим и пациентот, дали препорачувате да ги прави истите дома, дали се во можност всушност пациентите да го следат самиот третман и надворот? Вежбите се препорачуваат да се прават дома откако пациентот ќе ги научи убаво да ги прави во нашата клиника. Сепак, да не настанат компликации, честа компликација, кај нервус фацијали се појавува синкинезии, односно групно движење на мускулите, и тоа се неволеви движења, и за да се избегнат тие синкинезии, најпрво треба пациентот да ги прави само во нашата клиника и на почетокот на рехабилитацијата под надзор на физиотерапевт, и кога ќе научи да ги прави, вежбите сам, терапевтот кога ќе почувствува дека е спремен пациентот да ги изведува истите дома, тогаш се препорачува да ги прави 2 до 3 пати во текот на денот и може и во домашни услови. Меѓутоа исто да седи пред огледало и седнат на столче. За колку време се очекуваат првите резултати? Тоа е многу индивидуално. Кај некого, например, првите резултати се јавуваат после седница до 2, кај некој се јавува после 3 до 4 недели од стартот на рехабилитацијата, а кај некој се јавуваат многу подоцна. Сепак многу е индивидуално, зависи од парезата и зависи од повеќе фактори. Постојат ли некои други современи методи или можеби апарати кои што дополнително помагаат во самиот процес на заздравување? Постојат, ние употребуваме една техника која што е ПНФ, проприоцептивна нервно-мускулна фацилитација, каде што имаме терапевти кои што се обучени за таа техника, кои што го вежбаат пациентот со помош на шпатула, имаат притисок по должината на мускулот и ги инхибираат тие насакани неволеви движења, односно синкинезии. Имаме апарат за електростимулација, каде што имаме селективна контракција на мускулите и исто тука аплицираме кинезиотейп траки,
каде што со тие траки значи подобруваме симетричноста на лицето, на пример го подигнуваме аголот на устата и делува сензорно за сензорната моторика. Затоа што сте во директен контакт со пациентите кои што имаат пареза на фасцијален нерв, верувам дека освен вашата стручност во однос на вежбите и третманот, особено им е важно и психолошката поддршка, така што колку тоа е клучен момент во самото заздравување, да таа несигурност нивна дека можеби повторно ќе им се случи, колку им е важно вие како доктори и стручен тим да ги утешите во тие моменти. Многу е важно да ги мотивираме пациентите, затоа и ние терапевтите сме тука, затоа што и психолошката состојба на самиот пациент ни е многу важна, доколку пациентот значи е мотивиран и сака да работи, имаме многу побрзи, поголеми резултати, доколку пациентот е повлечен, бара помош на едно на друго место, не соработува, тука немаме некој резултат во рехабилитацијата, меѓутоа затоа сме ние тука терапевтите да дадеме поголема мотивација, да имаме поголем успех и секој успех на пациентите исто и наш успех. Ќе ве прашам само уште едно прашање пред самиот крај. Може да се добијат успешни позитивни резултати, меѓутоа дали сте имали ситуации кога парезата може и да се врати повторно? Имало и такви ситуации, да, меѓутоа тоа се индивидуално, се зависи значи од во кој степен е парезата и зависи од многу други фактори. Благодарам многу за денешниот разговор и што не пречекавте тука на клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Благодарам уште еднаш за разговорот. Ви благодарам и на вас. Тука го заокружуваме разговорот со Сања Атанасовска, која што е главен физиотерапевт на клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Покажавме дел од вежбите кои што им се даваат на пациентите со пареза, а секако разговаравме и за самиот процес на заздравување, па и како волјата на пациентот и мотивацијата е можеби една од клучните работи за успешен крај на оваа диагноза.